Здраво на сите! Уште една епизода на подкастот Марија во Америка, онаму каде што ги слушате македонските судбини. Знаете дека сме присутни на сите платформи на интернет, YouTube е овде, само стиснете лайк, subscribe, share и тоа ќе значи многу. Станете спонзор, поддржете го овој подкаст и бидете дел од нашата успешна приказна. Започнуваме веднаш со мојот гостин на моје огромно задоволство, а се надевам дека и тој ќе ужива во разговорот. Започнуваме веднаш. Мојот денешен гостин, многу мина го знаат, но многу малку го познаваат. Има стотици илјади прегледи на YouTube по неговите видеа, вирален е со неговата изведба на Оди звездо, но денес ќе ја раскаже својата приказна во прво лице еднина. Во моје друштво, Андруш Ангелковски. Здраво. Андруш, добре ми дојде? Добре ве најдов после многу време. Требаше да сум одамна, ама... Знаеш како викаат, подобро некогаш отколку никогаш, така? Абе дупната му беше на авионот гумати и да правевме вамо таму, не можеше да така. Те чекам да ми бидеш гостин од јануари. Со тебе сакав да го отворам подкастот, затоа што те сметам за една уникатна личност, сестрана, македонец кој што овде се бори, кој што лавовски гризе, а од друга страна си голем хуманист, човек кој што сака да помага и човек кој што е несебичен во однос на другите. Но пред се, си уникатен, си вирален, си интересен и имаш огромен талент за музика. А си и распеаниот камионџија. И што би рекол овој инспектор Томе брлив. И брлив, и тоа да. Малку поеќе? Да, па, сега види, зависно од ситуација. Кога како? Андруш, добре ми дојде уште еднаш во подкастот. Се надевам ќе си направиме искрен и реален муабет. Како секогаш. Нели? Многу мразам кога некој ме лажи. Тоа ми е така. број еден што не можам да го поднесам. Тоа е крај. Реални сме овде, Реално. Си седнавме да си ја кажеме приказната. Сите те знаат по 2014 година со виралниот хит Оди звездо, распеаниот камионџија те нарекуваа, но никој не го знае Андруш предходно. Андруш е роден во Ресен. Во Ресен, во старата амбуланта. Така. Да. Далечната... Пред 50 години. не толку далечно. 76 година. Добро, еве кај, ништо страшно. Роден си во Ресен, израснат во Ресен. И во Миравци. И во Миравци. Да. Мама од таму. Комши, да, комши. Значи по Комши до кај сме. мене си. Ти Гевгеле, јас Миравци, тука сме. Ќе споменеш Се автопатот го направи, сега може. Одма, стигне секунда, што преш моабет сега. Андруш, каде учеше средно? Во Ресен таму. Општо? И не ме интересираше многу мене школо. Не бев така нешто по школото, нешто не знам што. Беше интересно да избегаш од час, што знам јас, такви некои глупости, кон деца така. Фала Богу, тоа беа единствени некои работи што ги правевме, за разлика од денеска што се случват многу други работи со овие младина деца што е, за жал. Едноставно нема споредба тоа време со сега. Си порасна во Ресен, како што рече, Да. заврши средно На Преспанско езеро. на Преспанско езеро. Отешево. Отешево. Имаше амбиции кон нешто да студираш, да имаш некоја професија? Не, мене ме интересираше едино што сакав да е во тоа време. Тогаш беше да одам во драмски театар. Добро. И може да ми помогнат. Немаше никаков проблем. Само да рече дека ќе дојде тој, готово крај. Може и денеска таму ќе бев, не знам, ама не сакаја. Кој не сакаш? Не сакаја тие од мојата преспа таму, што беа тогаш првата таа влада на Македонија, па е од друго место, трето. Небитно луѓе што ги познавав, му реков така, викам да завршиме. Тоти тие во драмски театар мислам дека на 4 години примат 19 души. Сега кој да се, како да се. И зато сега ова што е, неам против никого ништо, ама старите глумци со овие глумци денеска што се, тоа е, мислам, не.
не сакам да ги навредам никој. Тоа ти е колку Дедо Боже дал, да речем, ама овие старите што беа, значи да гледаш, да слушаш, да се смееш, ден денеска. Да. Што и да пуштиш е интересно, нема тука нешто да е... Јас такви работи се гледам. Старо кино сум. За старото кино и за тоа што знаеш да го правиш, ќе речеш дека знаеш да имитираш многу добро. Во тоа време сигурно го влечеш и си го носиш талентот уште. Да, ма види, тогаш беше како ти кажеш, позаинтересиран бе во тоа многу. Кој сакаше да имитираш? Тошо Мачорочо беше Дади, да речеме, Коли Ангеловски, Димче Мешковски, Гоце Тодоровски, овие што се од српски глумци некои таму. Така. Интересни. Јас кога ќе гледам нешто, го гледам детално. 100 пати. Значи секој движење, звук, све пратам. До милиметар. Човек за сцена си очигледно. Ама сцената некако подоцна ти доаѓа во животот? Не е подоцна, тука веќе многу касно. Многу касно. Да. Јас сега да фатам да се бавам за тоа. Ја можда и не е работа, да речем, не било така пишано, зашто да си во музиката, да речеме, стално си в кафана, стално си на свадба, стално си некаде. И сега, да пијам вода, мислам, тоа е греф од Господ. Како да кажам? Не можем тоа да го поднесам јас. Така да, може да ќе има фугаснато одамна. Да, добро. Имаше ли талент тогаш за музика? Зборам за тие младите години. Уште со Гоце Арнудов ние, Бог да опростит, 98-99 година беше 2000 во Тешево. Имаме едно видео со него што сме заедно во Гевгелије, во Југо хотелот певме. Струмиц, секаде со него. И се знаев и лично се имав, кај мене беше во Америка таму. Значи си пееше со него. Да. Одевме во Лас Вегас, шо тоа беше страшно нешто. Смење имаше, циркузи, глупости, све. Со Гоце Арнудов, да? Да. Тој беше така повлек, не беше тој многу да, ако си, да речеме, се има со него близок си ова, беше подруго. Застанавме на едно место за одмор таму, Рестерија, нешто. Каде? Во Калифорнија. Добро. И ојме се према Невада. И застанавме таму и одовме во тоалет. И тие се отворени таму горе, таваните све што е. Мислам има такво, ама со дупки се сона. И јас го чепкав. За една мексичка песна, Ел Рей се вика таа песна. Con dinero, sin dinero, така, и го чепкав тука. И само ко почне и тој да викат, и јас, таму жени имаше во другото, не знам што помислија, мислија дека се колиме, или не знам што, се деревме таму, јас умрев од смење. И продолживме, џамот не смеам да го отворам, пошто грлото, рече, си го чуjem грлото. И јас во колата пушти топло да пуштам на 1000 степени, јас стопив до тоа 13 кила ослабив. До Вегас. Која година е ова? Не сум сигурен, мислам дека 2010 или не знам точно. Тие години некој. Не знам, да, беше во црквата македонска во Лос Анџелес таму. Имаше настап? Да. И ти настапуваше со него? Да. Нормално. Се знае репертоарот? Репертоарот е. Што работеше, Андруш, ти во Македонија пред да дојдеш во Америка? Јас од 13 години работев. Работев како келнер. Во еден, тоа се викаше официрски. И тоа беше едно огромно место. Каде? Во Ресен. Во Ресен, добро. Карти играја, домино. Претежно карти. Тука. Кафе наварев по 19 милиони денот, на едно мало решо. Имаше едно вентилаторче мало, ако е глобусот горе шо е. И оде вака надолу
наведнат од и чадот не можев да поднесам, јас цигара запалив на 19,5 години. Тоа ми е најголема глупост што направив. И не требаше. И сега да јадам да седнам, да ми запали цигара, не можам Ти да. смета? Да. А пушам. Че работеше се, од варење, кафење, келнер, Келнер, возев, планина, дрва, се. Јас не се стравам од работа. Зошто се стравам од работа? Јас се стравам да Нормално. украдам, да земам некое нешто што не е мое, а да работам немам, тоа не ми е ништо. Понижење му било на некој ова да го прати или тоа не знам, нема. не, Тоа е кај нас во Македонија. Ако ќе дојдат тука или на друго место, работат се. А ако ќе опрашаш работаш, директор на банка ќе ти рече сум. И да бе. нема срам од работа, Андруш. Ние сме цвекине, невидени, ние не знаме. А тоа дека сме уникатни, да, интересни и уникатни сме сами по себе, но тоа што ти си уникатен и интересен е тоа што доаѓаш во Америка пред 26 години. 24. 24? 240 се тие. 200... Од тие една е 10, исто кој на Мгм. кучето. Значи Така пред ми е 24. 2003, мене. втора? 2003. Да. 2003. Овдека, сега во јуни, ќе правам 24 години полни. Откако си Америка. Каде дојде и зошто дојде? Во Лос Анџелес дојдов, се женав, тогаш, Каде е И- запознат тогаш сопругата таму? во Ресен. Во Ресен, така. Да, во Ресен и Среќно ожене дојден овде во Лос Анџелес за живот. не дојдов јас заради документи никогаш овде. Така. Зашто ако ми беше така, јас моментално не, сум разведен со жената, немам жена ништо. Едноставно јас ако ми беше за документи или за нешто друго, јас може да се одам после 3 години. Така. Грин картата ми ја донесла после 2 недели дома. Мгм. Така да, мене не ми беше тоа целта, ама не одеше и косите и јас, како да кажем. Тогаш, уште со време не го послушав еден мој брачет, ми речеше, ќе умира секој ден, умри еднаш. Зошто се мачиш? Вака е, така е. Нема врска сега. Било поминало. Само штета што фрлени години се за џабе. Така. Едноставно. Тоа е. Добро, дојде за љубов во Лос Анџелес, Да. да почнеш да живееш фамилиарно, да функционираш. Каде живееше во Лос Анџелес? Во Лос Анџелес живее во Редондо Бич се вика Редондо тоа. Бич, така? Дома зет. Така е, па сега. Не може да си го земам станот да го товарам да си го однесам таму. Па си не живеам- можеш. Да. Така И е. дојдов тука дома си, да ти кажем право. Се живееше кој лошо, кој бетер. Како да ти кажам? Што работеш, Андруш, овде? Како дома за... Прво работев во една продавница таму, тие беа на штрајк нешто, не знам, и работевме таму како дури се тие надвор штрајкова, да ние работаме на тоа се глупости. И после тоа возев овие патници од аеродром што се комбиња едно друго, дури не за возачката за камион. И прво што ми беше, сакав, морав да видам камион, барав со колата на вечерта. Извев една возачка интернационална, тетрадка вака да отвориш како... Лепеза. Не ова, како се карта на светот да беше. Аха. Шолку, такво. И на полицаец му давам, ова му викам, важи. Шо е ова, викат? Која толета? Не. Ме даде вака и пријатно. И ништо. Така, и после положи возачка одма, тогаш беше $12. На српско-хрватски јазик положи возачка, Добро. а на англиски мораше да положам за камион. И снимав со камера, што зборуват, како зборуват ваму таму, и дома си ја пуштав и си така се научив. Кој можев да разберам, а не можев да вратам. Го научи за колку време англискиот? Од мака, се ќе научиш. Не дека сакав или дека морав, ама Ти требаше. требаше заради многу работи. Ево го сега овие снегулкоси ти ги бркат од тука. Мораш да знаеш. Лошото дете Хуго. Да. Да. Значи си почна камионџиската кариера. Да, во FedEx работев. За еден оттаму прво работев, па после се префалив кај еден што ден денеска ми е како, можем да кажем, како брат од Србија е Драган Матич се вика, исто да го поздравам него, Сандра, жена му, малата сите. И останавме до ден денеска, ако после тоа тој се откаже од тоа и сакаше да го продаде бизнисот, а сега тие работи коштат многу пари, $500,000 да купиш еден контракт за да влезеш во FedEx сега. Така. Тоа да го имав, да речеме, пример,
сега, да го продадев тоа и ќе си одев, да речеме шо. Ама шо 500.000? Ти се напиеш ово, не ќе си одат. И толку. Значи си почна со камионџиската кариера, да си возиш, да си... Еми кој не бев паметен да работам нешто друго, сега нека се мачам. Тоа е. Овде си, но, бидејќи во камион, почна да ти излегува талентот на виделина. Песната, да ти поминува времето. Тоа беше порано уште, јас го тогаш немаше вакви телефони да се снимат глупости. Како што реков, уште на новите години таму што правевме циркузи вамо таму, аз го имитирав Гоце оригинал, кај што пее тој, ама немаше тогаш да се сними цеа да кажам да негвам и така. Едноставно беше не музика јас кој спијам на пример, Енигма си ја пуштам 8 сати и нема други свет. Музиката е само не можам овие новите да ги слушам, овие турбо фолк тие. Не. Ке речеш го имитирав Гоце. Можеш да го фатиш сега Гоце? Можам, ама не сум джарнат. Ти ме најде сега мене вака не спремен. На класен ме најде без пандофли. Како така? Или кецелја немам, како било. Па добро сега, чисто нешто, свири мајсторе, некоја така од Гоце што ти лежи нешто. И сите песни од Гоце се тие убави, мислам. Што многите помине пеам секогаш. Таа последна песна со група Персиди или кај одам во која било кафана, на пример, таа или Рано е за тугу. Тие две песни. Што многите нешто така. А што така. многите помине, таа е и така му пиши на покојниот на споменикот во Струмица. Што многите помине? Ми се јави Гоце Арнудов, Бог да го прости, 2000 и не знам. 10-та, 11-та, пред да почине. Беше краток период пред да почине. Тогаш водев емисија во Тренд на македонска телевизија и имав снимено на жена која што работи со билки и ми се јави точно да ме праша за жената за собилките, како да стигне до неа за да му помогне во борбата со ракот. Му дадов број да искомуницира, да се слушнат, но ете, за жал. Горан Пандев, фудбалерот, не му помогна многу, него лично, секоја му чест. Едноставно, кога те викнете до Боже, не може тука, тоа е последна обврска на секој човек, така да. За жал, нема, не знам, и понекогаш ќе речеш, зошто се родив кога треба да умрам? Ама не сум јас да го кажам тоа или некој други, се знае тоа кој го... Имаме очигледно некоја мисија, се раѓаме со некаква си мисија, доаѓаме си, исполнуваме таа мисија каква и да е И мисијата е нека е како мисија, ама знаеш што е уште потрагично? Што се мамиме, дека се лажеме. Вака ќе, така ќе, се лажеме. Да. Не знам, преваранти сме сами себе си, како да кажам, зашто ова ќе направам, она ќе направам, так пумпата, чао. И што направи ништо. Ништо. Ова имам, она имам. Што ќе земи со тебе? Ништо нема земи со тебе. Сам си одиш, сам доаѓаш. Тоа е. Да се вратиме во твоето творештво во камионџиството, каде што оди и виралниот хит, оди звесто. Го снимаш дента кога заработуваш $4,000, ќе речеш? Да. Си отишо... Тогаш работав кај Иван Самаров во Carrier One и од Индијана се товареа некои котури. Што возеше тогаш? Каква приколица? Флетбет. Платформа по наше, да. Добро. Ти овие нашите сега кога речеш флетбет, некако, мислам таму, ќе се најлуѓе осетливи се на комплименти. Значи, платформа, да Да. потенцираме. И 4 такви тој ден. Во мојот живот немам заработано повеќе пари никогаш. 10% плати, мислам, нормално за тоа ми запре, плюс нафтата, нека оде $1,000 тоа. $3,000 на ден тој ден да го... Ама, можев јас и пак да работам така, само имаше едно, не знам ни како да го наречам, тоа инсект за мене. Мислам дека од македонска каменица, и тој ми правеше зулуми нешто. Јас се враќам, го пуштив да го растоварите, алажи.
детето ми е мало, се ми се роде ово, она, да ставарам, оди бате му, викам, нема проблем. Ки почекам јас. 4 сати чекав за него. Другиот ден ојме на друго место и се јас истоварив прв, се враќам назад. Тој возеше да речеме 55, а 60 воде. Му се јавуват во компанијата таму, викат ова е ненормален, 100 мили со камионка. Не знам што требаше да му клам авионски ови мотори што се на камион за 100 мили. Така. За да ми расипит нешто, знаеш. Тој таму тие ги зема. Сакаше сите да ги товар, до една. Не можеш. Не можеш. Кај ќе ги ставиш? Не знам, тоа е тежина, не можеш така, ама. Тоа е тоа, кога на човек не му е доста нешто. Јас сум презадоволен, ништо не реков, меѓутоа, после по една, земав на 2 дена така. Ама ти се случува, ето, тој ден, конкретно, оди Звездо, ја пееш, се снима, Тој беше денот, оди вирално. како се погоде баш тогаш, многу бенџамини во джепот, оди Звездо така, ми дојде, не знам, што ти кажа, свирев, се понашав на патот ко сам да сум, имаше гужва, вриеше. Ти си се осеќал како сам, и што Како е сам? важно друго? Ништо. Не, мене не ми сметат ништо, јас. Така. Ти работи, не знам, некој ќе те напред сега дека си будала, нешто, ако пееш, да речеме така, ако се веселиш нешто, не знам. Јас овие американците кои ќе гледам се тресат во колата на некој, го гледам вака, викам, овај нема за овој медицина. Не. Не може да се... Нов некој, не знам како да ги кажам. Значи, Оди Звездо тргна работата со Оди Звездо. Оди Звездо стана многу... Хит голем стана. Многу. И ден денес. И ден денес се слуша и се пее. Дури е послушана и од на Наум изведбата, да бидеме реални. Не. Наум, не можеме јас со Наум да се спори. Наум е наша икона македонска за пеење. Но Оди Звездо е послушана во твоја изведба него од на Наум, тоа сакав да кажам. Мислам тие така, му е интересно на луѓето, таму Точно. се зафркава вамо таму, нема врска, ама ето. Така, и после направивме со него песна, јас не бев спремен на брзина таа песна, што е песна за верни другари, ја направивме, требаше уште една да направиме, не си одиме рано, ама... Може ќе биде. Не. Не? Не, сега не, тогаш тоа требаше да направиме, ама... И наум таа песна беше тогаш настина нешто, така пееше, мака, знаеш, не е... Не можеш да го извеш оно што, не да не испее убаво, ама мислам. Настапував ти на Бувамара заедно? Тогаш требаше да се вратам во Америка. Ја откажав картата за да останам. 5 до 12 ти откажуваш? Јас на аеродром така 100 пати. Мене ме коштат појќе откажувањето од колку картите што ги купвев. 10 пати одам на аеродром. Ко да ме терат на колење некој, не можам да смислам, значи, кога ќе се враќам назад, ау. Многу ти е тешко? Што тешко. Не знам, не. Ми се чини дека патувам 2000 години во тој авионот. Само шетам, само не знам што да правам. Да спијам не можам, зашто еднаш... гледе. Кажи, ја. Не закажи ми ово. Една година се враќам за Америка со брат ми, мојот Емил, баба му, на жена му мајка. И дека таа англиски не знае, кога ќе бегаш Америка, на тадата. Ама и тука немав избор да откажем картата, зашто не беше згодно. И добро. И сега седнавме на авионот, кај што нема пред нас никој, такви седична седавме, а јас не бев 3 дена спан. Кафани, мафани, 3 дена и не знам ни како ме пуштија во тие авионите да влезам, појма немам. Не бев пијан, ама од прошлите дена ко зомби бев. Кутијата отворена. Абе шо бе. И зад мене седеа тие индиките, оние со чаршафи, со тие пердине што ги клават на нив, што знам ја шо са. Добро. И му викам на тетка Миме, ако заспијам, ако грчам, разбуди ме. Јас не грчам. Јас се осеќам како трактор. Ама оче бев уморен, оче бев сите тие дена, заспа во јонот и почнав да грчам ко не знам, пила моторна од оние ни големи, не знам ко шо, ко багер, не знам ко шо, не знам. Ко без зауспух овие што ќе
Не знам, некои машини. И Цел авион те слуша. таа ме чукала, до мене седжаната и сега ме треси. Джабе ме треси. Јас мртво. И туку ова од седиштето, бам, бам, вака, 2 пати, станав, јас се вртам, вака, не знам шо е. Се уплашив авионот, неков шо е. А мене ми е многу страф од тие авионите, ден денеска. Јас дури да се наштимам малце, не се качвам. И бам, бам, бам од назад. И јас му викам и почна ми збори таму. Индиски, не знам јас. А ти не знаеш индиски се од кај Не се потруди да научам. И ми викат, ми збори нешто, English му викам, и зашо ми направи? Вака ми ево ти English. Цел авион плаче од смене. Значи, плаче, абе да видиш што беше тоа. English, ето ти English. Да ме ко свиња сум бил, не знам како, ето. Джабе, купив едни цуцли и за носот, и за се, и джабе, пак си грчам квалитетно, што да правам? Ако си уморен, што ќе... Тоа е. Само во авион грчиш или регуларно си Сакаш грчиш? грчам, нема проблем. Може ми овде, ако сакаш да заспием, сега да видиш што ќе биде. Многу ќе е интересно. Добро. Види, И талент така, треба кога и бев за во тоа. Аризона, уште една случка. Возев од тие лимузините што се. Аха. Еден автобус имаше тоа од овие што се Супербол, тие со кациги што трчат пешки будали. Не го разбирам тоа, јас, ама нема ве. Да. И сега, спиеме со тој газдата спиеме, Алекс се вика тој, од Иране. И со него спиеме во иста соба, ама колку имаш тамо, 3-4 кревети. И јас спиев на првиот кревет. Тој беше живамера 24 кила. Една вреке за брашно за месење, беше толку. Еден низок, еден така слаб, клечка. И са бајлето ме разбудви. Ме треси. И јас го гледам, шо бе му викам. Касни ме. А цел ден возиш, напред-назад. Не викат. Шо бе му викам. Дојде комшите, викат. Од хотелот. Комшите. Тропат, викат, на врата, јас да отворам, тие таргат вратата, викат. Пак тропат, пак да отворам, пак и да. Зошто? Па мислеле дека мечки се бијат овде, рече нешто лавој. Дека јас сум грчел. Така. Така ме рече. Значи, си имаш мака со хрчењето? Нема мака си. Другите имаат мака? Не знам, уствари, не знам, не се имам гледано, сам треба се снимаме нешто да видам како ќе изгледа тоа. Тие околу тебе имаат очигледно мака, што те слушаат. Тешко не ми се чувствува. Со среќа да има. Затоа сум најубаво си спијам во камионот. Така. И дома кој си сум сам танк и готово. И крај. Не му сметам на никој. Какви се камиони си возел? За мене единствен камион што го признавам на оваа планета е Volvo. Волво? Не сакам други камион. Не. Сканија нема од тие со муцка, таа е најака машина во светот Сканија, ама нема овдека, така да Volvo ми е и комфорт, и тивок, и се. Перформанси како што треба. Најубави. Најдобри. А за приколици, какви се си возел? Приколици, секакви. Се. Секакви приколици. И коли имам возено. Добро. Коль, па ти тука имав еден проблем во Тексас, таму со една кокошка, американка. Аха, што се случи? Па се паркирам на тој е поголем од овие другите камиони, се не можам да влезам јас во улицава кај што има ниски жици, дрва, ќе направам дроб се. Да. И му викам, извинете, ако сакате да дојдете тука да се земите колата. Јас ќе платив колата, ќе ми ја донесеш дома. Добро, му викам, ќе слезам од камионот, ќе ти донесам дома колата, после ќе ме вратиш. Не смеш да ја возиш мојата кола, викам. Мене ми стана интересно тоа. Така викам, добро. И пак му севам, ќе дојдеш да си земиш колата или не? Јас ти кажав колата. Океј, му викам, колата ја носам во Лос Анџелес, таму дојдеш да си земиш. Не знам шо. И мажот му, не знам се, добро, донеси ја колата, одам таму, здраво, ама мажот му не знаеше што се случи со неа. Таа една беше, како ти кажам, не знам, да не викам, да не кажам како. Некоја така нефина господја. Не одена во тоалет, да речем, од Сабајле, некако, како да кажем.
И тој човекот супер, ми вика, што сакаш вода да си напиеш? Му викам, извини господине, му викам, јас се јавив на телефон, ми се јави една жена, вика, остаја, вика, баталија, вика, ово реков супер. И така си. Мој човек. Не, Се човекот разбереш? се не разбират како да му кажам сега, не можам да му оштитам колата, му изгребам таму и дрвата да ги скршам и полиција да дојдат и хеликоптери и овде не знам, И пат ти крив. Пак си, јас сум дежурен кривец за тоа. Нели? На тебе е се. Ме професија поголема од се. Си возил, како што ќе речеш, секакви приколици, но песната во камионот е некако нон-стоп со тебе. Не можам јас без тоа. Не можеш без музика, без песна, ти се случуваат, нели, соработките со Наум. Со Наум сум ко брат. Ко брат. Се уште се дружите, се уште Како не. планирате некаква си песна заедничка. Здравје Боже, не знам, може да би нешто пак. Некои настапи пак? Може, тоа е... Се отворено. Ние не планираме нешто, знаеш, Така се... Тоа излеги некако само, како што викат нешто што е твое не може да ти го земе никој, готово тоа е. Да. А нешто што не е твое, не е и готово сега. Нема тука шо. Каков камион денес возиш, Волво? Волво. Со каква приколица? Со фриџидер, да ми брчи ти тој. И јас кога грчам и тој се исклучи од мене. Значи, појак сум и од него. Тим сте, на чисто тим. Да, тимски си грчи. Тимски си грчите. Каде се возиш? Каде? Ова не доđe цела, имам извртено, кај нема кај што нема. Нема кај се. Нема да на Бритиш Колумбија и Хавај. Па, А ти таму не не можеш. можеш. За тоа. И Аљаска нема дено. Аха. Сакав да таму. Ме викаа таму уствари за зима да возам тие мразоите. Ама таму можеш само си замислиш желба последна и тоа ти е готово. Не, остани си тука. Кажи ми за попато вака интересни случаи што ти си имаат случајно, затоа што колку години веќе си камионџија? 24. Мислам и Македонија возев и без возачка возев пред тоа и се. Чи долги години. Да. Што би споделил вака како... Бегајте од камионот, што подалеку. Тоа е еден совет. Број еден, немате еден, тој е пред еден совет, тој е, значи, совет, па после 1000 места празни, па после. Планираш да бегаш од камионот? Јас сакам да избегам, а тој помене и секаде, не Те знам. трчка? Како можеш да се разбуди са бајле, станувиш, гледаш в камион си. Спиеш во хотел, пак да пенџера изде, пак камионот тука е. И колата запали оди изград, пак камионот ќе. И не можеш да ти да избегаш од тоа, не можеш. Ама тоа после со тек на време станува како јас на пример во Македонија кога сум да не возам нешто, не знам, чудно ми е и ќе запалам колата. Немам јас се мислам што викат со лајцата сум напојас. Ја палам колата, тргувам за Скопје, вртам ги в Гелија, небитно кај Србија одам, нема врска. Да се дешава нешто. Не, нормално шо. Знаеш како е тоа кога ќе излезеш од камионот, од овде, кога ќе опуштат некој куче врзано за некој дрво и не знаат кај да летат побрзо. Така е и ова, реално. Кое време си одиш, Андруш, најчесто? Јас секоја година сакав да си, значи и совет мој до сите што возат, јас зимата и во е прилика да ја поздравам сестра ми Ане од Богданци и зет ми батеристо. Тој ми рече вака: ниедна пчела во зима мед не бери. Значи нема цвекиња. Сега, ако за 9 месеци или 8 месеци не си заработал нешто, сега за 3 или 4 месеци ти ќе направиш нешто, не знам што, без веза, глупости. А може да завршиш ко... Зашто овдека има милиарди собрекајки по патиштата. Глупост. Стрес е тоа, голем стрес е, многу. Така, така. И сакаш да си одиш преку зима? Зима, најубавите празници, Да што си јануари уживаш. си тука да сум, нема да го работам. Да. Не постоја, значи, цена што може да ме плати да работам за празник. Тоа нема шанси. Поготово најголемите празници, тоа заборај тоа. А малку плаќат, бе. Никако. Оди, што сакат не го плаќат, не ме интересира. И си седиш така почесто и подолго, 3-4 месеца, знаеш Па, за... така, околу јануар, февруар до 7, март, зависно како е овдека, шо како. И после се враќам и пак си во конзервата, ако ќе речеш. А летно време? Летно време поубаво ми е да работам тука. Сега летно време јас имав многу тешка собраќајка, фала му и слава на Господ, останав жив. Тоа сакав да те прашам, да, за собраќајката, но Многу имам мерак на мотори, имам 5 мотори. каде?
Во Во Македонија. Македонија? Какви се? Чопери. Чопери? Од каде ги носиш? Од тука, од Недоџие ги пушти сите. Од тука ги. Да. Кај ти стоја таму? Кај брачет ми Тони се. Паркирани? И сите Паркирани. пет ги возиш? Не, јас си го возив само мојот, кој сака може да го... Јас на сите му давав. Земи го овај, ќе дојде некој, ќе му го дам моторча на некој, стварно на времето или што ми се многу блиски, како да му речам, ама сега некој без веза ќе дојде некој ќе ти рече дај ми мотор да се повози, како бе се повозиш ова. Ајде ќе се повозиш во ред, на ти го вози. Што ако нешто се случи? После ќе одам јас. Чија вина е? Цел живот ќе ме колнат. Не дај Боже, што и зашо после? Не можеш џабе, ама не разбират никој. И тоа е. Каква сообраќајка имаше? Што се случи? Што се случи? Се враќав од Охрид. Према Ресен, ќе одевме прилеп на пивофест. Денски беше. Кока-кола едно, кафе Охрид, со Горан бев, на брачет ми син, тоа е. И ги поминав тунелите, тука толку се сеќавам. И таа изјава ја дадов во јавно обвинителство во Охрид. И тие спори беа, дали беа две возила или не знам како, и јас си влегов да претицвам. И како што влегов да претицвам, овај, тој некој, не знам ни кој е, во задниот куфер ме удре и кај карпите тука јас и толку беше се и од таму ништо паќе не знам. Не се сеќавам ништо. Кај се разбуди? Ги моле во комбето, една се сеќавам во Костозлобна во Струга, овде бев 5 сантиметри потечено беше ова такво, па не сакаа тамо да ме... Имав 11 скршени ребра. Ногата ми е цела титаниум полна, левата, глата ми е шиена тука и се разбуди во Костозлобна нешто, ги молев да ми дадат вода. А не сум смел да пијам вода, пошто било за операција, и операција не ме прат. Од Костозлобна од Охрид ме пуштија хитно Скопје. Во државна болница. И по патот молев, тоа го памтам, и последно што памтам е кај што ми рече потпиши нешто, јас не знам ништо потпишев. И толку бев во кома, овде ме дупна, се сеќавам на тој момент, како со некој чекан, со нешто удрија, железо тука ме дупна и само систуше така да видиш. Не дај Боже никому, никогаш и никаде. Значи, тоа беше... Не знам. И од тогаш ми се смена се. Што? Па, пола човек, како да кажем. Не ми е поќе ништо исто. Колку време се опоравуваш? Многу. И втора операција ми направи, пошто ми е сгрешија. Ми стави еден штраф, не можеше коската да залепи. И благодарение на мојот другар Алан Андоновски, и него да му се заблагодарам, учевме заедно. Тој е таму главен. Она му реков, ако ти не ме направиш операција, јас поќе не се правам операција, што така да е. И ме направи операцијата бајлето на вечерта ме пуштија. Како шо, не знам. Ама тоа беше многу гадно. Кога ќе влегвиш во операциона сала, свесен си, вториот пат, првиот не знам ништо, немам ни појма како ме да. Јас се ми болеше, не може да, не знам ни ногата што се случи. А друго, што ми кажа, мајците што ги имавме направено Преспа Чоперс, цела мајца беше партали, само крстот беше останат на мајцата, од левата страна. Само крстот беше нечепнат, тој дел. Друго, цела мајца беше дроб. За тие што не веруват во Господ, да му кажем дека има. Не да има, туку сите сме од нешто, од некој. Зато. Се најде Андруш кривецот, се случи Да, истрагата. одма се застана тука све, си направи скици. Па, кога ги зев документите од полиција, адвокатот ми од Кавадарци, и му ги дадов него. А тој ги однесе на Кавадарци на некој други вештак што е таму. Што ни знам кој е, ни појма немам. Му ги даде него. Првото прашање му беше дали овој човек жив. Прво прашање. Не е могуче овој човек да е жив. Во ред.
После ми се јаве од јавно обвинителство после година и не знам, сега пред колку беше, како беше, 3 месеци, 3 месеци некаде, прилика, не знам, бев да дам изјава во јавно обвинителство за тоа. И јавната обвинителка ми викат, јас на непознат телефон обично не кревам таму. Кој сум овде морам ради овие папагалите што ме барат за товарите вамо таму. И викат да дојдеш на изјава. Му викам јас имам полномошно направено, адвокатот мој ќе дојде, не сакам ти да дојдеш. Добро, реков, јас не се кријам. А би да се криеш, рече ќе те најдам. Очо да се кријам, јас ни криминални, ни ништо немам направено. Добро, реков, ќе дојдам. Кога? Утре да му се јавувам јас на адвокатот и тој да дојде. Истото. Ја дадов изјавата и ми викат јавната обвинителка. Ми викат вака: знаеш зашто те викнав, рече? Знаеш зашто сакав да дојдеш тука? Зошто? Викам, за да се уверам дека си жив. Зашто му ги дала и таа на вештак тие. И тој му рекол истото кој од Кавадарци. Како е преживеа? Да. И кој е виновен за собраќајката? Јас, па одназад кога ќе ме удари некој во куфер од мене, како можем јас да сум виновен, не знам. Добро. Не знам. Јас и цела Јадранска магистрала бевме до Италија, уште малку до Сицилија. Никаде ништо, проблем, години, 100 години, никогаш јас не паднато. Но се најде ли? Не, Горан беше поназад. Имаше една кола пред него и тој требаше да претицат, а не смееш да претициш, значи, за сите што не знаат, во Македонија, колона не смееш да претициш, една по една кола. Две ако претицаш коли, да речеме, тоа е, јас овој сакав да го претицам, па други трети. Така. Не знам никој кубеа, не знам. Но дали се најде виновникот, дали обвинија некој, дали... Сега почнало судењето после толку долг период, не знам зошто е тоа така. Многу чекање има. Значи има некој кој што се терети за собраќајката. Да, па државата, нашата Милана Патена Македонија се не тужит мене и него. Да речеме, сега судот кој ќе одлучи, како ќе одлучат. Кој е виновен? Нити сум фатил врски, нити сакам да го обвинам некого, јас ако сум крив, јас да се извинам сакам. Не дека јас сум сега вака и она. Ногата не осеќам воопшто јас. И тука колку. Не осеќам ништо. Немаш никаква чувство на... Нула. И кога одиш, никога ништо. Не. Па кога ќе лани кога возев, лето беше и со овие јадранки влечки. Многу пати влечката ќе заборев така водење, ќе ме викнеше некој да ја земам. Бос. Не осеќам. Не осеќам кај шо да. А собраќајката се случи лани летото, така 2000? Не, 2014 беше. 2024. 2024, да. 2024. Летото. Ова 2014 за таа. Со Оди Звезда и 2014. 2014 Скопје, тоа како беше тие. Не, 2014 не знам што година беше, ама чекај нешто да кажам. Ти го кажав ова. Од кога ти излезе 2014 Оди Звездо, кога више се вративме на таа година, 2015 зимата ти си во Македонија. Нели, да. Празниците си ги поминуваш таму, а јас работев тогаш за .com.m, ќе ги пишував интервјуа, и сакав да ти направам интервју за твојот живот во Америка и за песната да ми кажеш за соработката со Наоми, сите ти работи. Ти звонам, беше да речеме понеделник. И ти ми кажеш, добар ден, Марија, добро, одзвони ми утре вторник да се видиме, да седнеме, кај да ќе летам за Америка. Викам, Андруш, супер, се слушаме. Мислам дека во именик ти го имам и македонскиот број. И ти си кој јавен новинител, нема спас. Нема спас од мене. Ти звонам вторник и беше така негде 11-12, изгледа уште во сон, полусон си бил. Ти звонам. Па, што викат као Дарчани, ако беше замачкан од прошлата ноќ, како да се освежам одма. Ми треба малце време да оти завлечавам и тоа е. И нема, да. И јас ти звонам и ти ми кажеш, кај си бе, Маја? Јас ти викам, Андрош, овде Марија. Што? Викам, да, овде Марија за интервјуто. Која Маја, јас немам поима ни Маја. Маја ли Кристина, како и да ми рече? Кристина ти реков? Па не знам. Ми викаш? Се осеќам како поп, уште малце ке те крстев. Не ми викаш, кај си да речем, ајде, Маја,
Како Пак го... Маја. Па Маја, па сега Добро, пчеличката. Марија, добро. Маја, да. Као изгледа најблиско ти беше Марија и си слушнал Маја и ми Не ми викаш, беше најблиско, туку ми беа црните кути измешани. па не знам што Тие не беа било. наредени како што треба. И ми викаш, како убаво си поминавме синоќе. Се сеќаваш? И јас викам, Андруш, ниц сме Па си биле, ниц поминавме, сме се договоривме на поминавме. телефон како што прешувам таму. Утре, добро, Утре, готово. да. И тоа интервју никош не се случи, нит ми се јави назад. Нит седнавме Ами немаше се случи ова ако се случеше тоа. Кој знае како? Па не знаеш, да. Можда, не знам. Еве сме 2026-та, после добри 11 години со Андрус снимаме подкаст. Прошел живот. И пак ми требаше добри 3-4 месеца да те седнам овде. Ама јас 3-4 месеца ми требаше се вратам. Тоа е проблемот. Не е до тебе, до мене. Очигледно и многу ми е мило што те имам во моје друштво така да си отвориш душа и да си раскажеш некои работи кои што мислам дека нигде не си ги кажал. Па не можем јас не сакам да лажам. Јас реално кажувам се. Можам да ги лажам буркерите. Сега ќе стигнам за 5 минути, за 3 минути. Иначе шо сега ќе ти лажам? Не знам, тоа ми мене некако... Тоа го мразам тоа не можем да го поднесам. Лажење не можем. Не ме лажи, кажи реално вака и готово. Са Така. Шо ми се преправаш нешто, ќе ми глумиш ова си, она си, или вака, брату, не знам шо, глупости се тие. Не. Кажи ми за рехабилитацијата во Гевгелија. Беше на Негорски бањи. Во- Требаше рехабилитационен период за да се, нели, совземеш од сите тие повреди и операции. Да. Како одеше тоа, Андруш? Сега вака, после втората операција ме пуштија да одам таму. Во него, мислам, ми рекоа каде во кој Дебарски бањи, Негорски бањи, не знам. Јас тргов Негорски бањи, зашто брачеда ми моја сестра, уствари ми е таа, ко сестра исто, тотално, таа живе во Богданци. И јас таму одам. Поздравам цела фамилија, мацини, Весака Андруш, таа е. И одев таму во Негорски бањи и многу добри. Мислам дека се викаше Силвана, таа што ми масираш, ама не смееше многу да ме стега да ми прави. И во вода ништо не ми дозволија ради ногата. Ради кожата нешто, не знам, таму тие хлорови мора да се влошила ситуацијата едно друго, така. И таму одев вежби правев, ова, магнет, и вака, и тоа масажат 10 минути, така. Во водата беше? Не. Во лековитата вода? Никогаш. Не. Не ми дозволија, не сум Добро. смел да одам. И таму бев, Убаво. Гевгелија, јас цел живот одам Гевгелија, мислам, мајка ми од Штрумфовско село Миравци, да, Твоите Да. родители живи се? да. Така, Фала живи му на здрави, Господ. фала му на Господ. Во Миравци не требат камери. Во Миравци сите се камери. Сите знаат. Помина вратот ќе оскарша да видат кој е, каква кола, колку, да не е джарната, шкртната, кој број е, што носиш, кој си, зошто, како си, прашање милиарда. Зборува мајка ти на гевгелиски дијалект? Шо? Та знаеш кој е? Мајка ми е, кој овде што дојде, македонски забораа, англиски не научија, Аха. ке ти колам карот по стритот нешто глупости тие. Тоа ке ти колам. Шо ке колиш? Не знам. Што И сака сега да кој каже? се најдат во црква македонска, ке се најме да речеме, и дај да се збориме на наш јазик. Да. Тие жени со жени, мажи со жени, на англиски се. Два збора македонски, се после и пак сврти, пак си, не ги разбирам, не знам. Не знам. Кај си преселен сега? Кај живееш? Сега сум тука во Чикаго сум. Сега тука си? Мислам во Дерин сум, со Игор, председникот најдоски, да. Тоа е, такви батина немат. Тие ако не са, не знам, Кавадарци требаше да е бивша, главен град на бивша Југославија. Такви цвекина нема никаде. Она е, значи, не знам, не можем да кажам многу работи, пошто не си за Камера и јавност, добро. а да кажам работи за нив, тоа е, не знам. И со нив никогаш не е досадно. Се нешто ново има. Се дешава нешто. Не знам, глупост. Некој зборчи, таков дијалект,
такви зборови. За ке спијам, чувам да завлечам, викат. За да се истуширам, чувам да се застругам. И сега тие најди ги шо мислат тие. Нема, тоа е, нема, најаки се. Мислам дека Андруш ти припаѓаш овде некако во Чикаго со македонската заедница, затоа што нема многу повеќе од колку што нема во Лос Анџелес, очигледно. Во Лос Анџелес јас... Запозна некои македонци? Како не? Македонци, не знам како. Не знам. Македонци. Запознав, да. Македонски зборивме понекогаш. Добро. Колку има таму македонци? Има. 100? Па не знам, не ги имам број, да кажем и не се замарам со тие матуранти се чудо нешто, не знам. Во црквата денеска е едниот председател, утре другиот и се на такмичат кој направил некој синки, тој донесе од дома нешто, во црквата напред тие се пари на црквата. И се со кумот мој Лупчо Царовски една година го донесовме Гоцеко, донесовме во црквата македонска. Ние од джепот плативме уште плюс пари за да покриеме јас и кумот. И овие сега нас не направи дека ние сме правиле пари од црквата, нашите македонците тие. Чи каша попара работава? Ни каша ни попара. Никако не излегла. Кал нешто, не знам што е, не знам. Дојди си ти тука Чикаго. Чикаго ми е овдека многу поубаво што имам и плюс во Чикаго, не знам, многу луѓе не знаат. Јас му предложив и му дадов контакт да го донесат тиквеш виното тука. И цело вино што е донесен тиквеш од мене. Браво. И му реков на тој, и кој ми ја донесе мојата дадичка Александрија, одов реков 2 палети ти земам хитно. И ојдов 10 пакети одма, купив таму, се запивме таа вечер, пепел све. Не е ова за на камера, но ево барем нешто да кажем што не е за камера. Што сакаш да е многу да пиеш, Андруш? Вино. Вино? Црвено? Не, бело. Бело? Црвеното е, може после тоа кран да треба, зашто количински ако пиеш црвено е опасно. Не, тоа ти исто кога да ги пикнеш прстите во штекери да замести желба. Тоа не може да се случи. Ако се случи тоа пак нема ни еден подкаст да сум никаде, на ништо, ни камион, ни никаде. Така да. Затоа бело винце си пиеш, лагано. Бело винце, да. Да, сакам вино се напием, убаво е. Друштво добро да има некое, само да нема политики. Нама са глупости, тие се така и на овие слави, на ова ноќе се едниот за едните, другиот за другите, а уствари третите користат секојаш. И ние не знам. Затоа не мора ни да се коментира. Нема коментар што ќе ga... За мене партија е една. Ова е се партија за мене. Ти си сам на себе. Па шо друго јас. Ко молев за метла, Македонија не ми дава метла, да мета. Гласа и лепи плакати, не знам што прави. Никој не ми даваше ништо. И се што треба да правам јас? Сега зашто сум бил тука, американецот. Јас никогаш нема сум американец. Јас сме македонци овде во Америка. Јас Америка. сум македонец удресен и ќе се останам југословен бивши, пошто 2 мај, извинете, ова е... Тоа е тоа. Мајко. Андруш, Када падне ноќ, биче интересно. сам не се живее. Како? Сам не се живее. Што ми фали, крчам на рад. Па се. Ха. Што ќе грчиш сам, ќе грчиш на Ја, некоја госпожа. Да? Па се. И што после да ме удри со нешто погледа да не се разбуда пој. Вистинската ќе најдеш. А да која е таа, ти се да не знаеш. Кај е таа да побарам до навигација, што треба да уклучам? Вистинска. Која е вистинска? Може ќе се појави. Аха, ќе се појави, да, на сон нема. Ќе сон, виш ќе Бараш ли барем? Сакаш ли да барем се како не, имам детектор купен. А, не, јас заборев да купам пак една, се најде за дома. Ајде, добро. Среќно разведен. Да, стрекно разведен. Дали си отворен за нови девојки од Зашто Врачи? за нови? За да умрам побрзо? Зашто да сум отворен? Никако се. Не може. Ма сега, извини, јас не сакам да те навредам што си жена. Ама, немам против ништо, ама некако, не знам, то дури си се, така беше, например, со таа жената. Му бев интересен, кога се запознавме, кафани, глупости, пиевме, јадевме, шетавме, нон-стоп. После ко... Леле, мајко, леле. После не чини то. И како сега? Што сакам да те видам за година дена оженет со жена. Фала ти скрп. Мрна малци и кревет, нешто.
Сте студиото ги. Тоа те исто како на македонските приказни, кој му рече целиот обеле за ѓаол Ванус, овој што беше Добро. жената што го пукнала ѓаолот. Мгм. И овој кој му рече Лазар Бараков, Господа ти бе, како Господе? Како? И ти така од жена. А како се тоа? Добро, Андрош, не знам. Ајде, Немам можда. јас против жена ништо, да ме сватат жените сега некако мене е грешно нешто, ама ти ствари чекај, Чекај, ти се додворуваат ли жени? има такви, Добро. ама И ги одбиваш, некеш? па како да ти кажам, не знам, некако не ми е мене само да имам некоја жена или Какви жени бараш? Сум бил. Не бараш, ама каква жена може да те освои, ајде. Што гледаш во Мене? една жена, да. паметна да е. Што била висока, ваква била, таква била и јас бев 76 кила, сега сум Джоа Лубеница во стомакот, ти што да правам сега? Ако не му одговарам вака, би се ми слекна нова година, што? Да. Што треба да се мислам сега? А ти стомак имаш. Ми оди бараат тие со мускулчината што пијат, тие прашаци, машаци, тие што пијат, не знам. Ај, тоа веќе вич. О, тоа меша, тоа А, прашата. се. Прачиментот, е? Да. Мгм. Добро, Андрош, оваа тема за жените некако не ти е баш омилена. Добри се бе жените. Нели? Порно да имаш две. Една со друга да си помагаат. За... Па и сега како? Да, добро. Не, има што се види, сега не, значи немам ништо едноставно како да кажам, мораш да најдеш некој јазик заеднички, да си сродна душа некоја. Да, не може да си со не знам, а тие што се кои што се спонзоруши, јас не да е уба, не да е цртана, не знам што да е. Не сакам последна во светот да е. И овие што клават бузи, музи, силикони. Ми ќе си купам силикон, ќе го бацам, ќе фаќам и него. И шо? И мишто. Од Home Depot има тука земи силикон, направен топка нешто и еми толпе. Значи, сакаш реална жена, паметна, Да знае искрена, да знае да тракува ми. да Зошто ти направи ручек, салата, да си пиете винце Ако заедно. си фати дечко да ми кажи. Па нормално се, Така. модерен си. Ма модерен. Многу, така? Не, ако си фати дечко да знам да му сум кум на свадбата. Аха. Сакам да сум тука пак од некаква корист, да не сум нешто. Андрош, македонки сакаш балканки, сакаш... Ако сакат нека е од Таџикистан, ми е исто. И сега има проблемен други, што луѓево, абе, ова е ваква, таа е кинескиња, таа е ваква, таа е ова, што ти смета тебе? Например, каква е? Таа е со мене. Нема ти да се расправа со неја или што како. Се, ова не ми се свиѓат мене, бегај од неа. Ало, мислам, не знам. Андрош, сакаш ли да живееш назад во Македонија? Би се преселил ли? Засекогаш, позасекогаш и вечни векови. Кога ќе се случи тоа? Сакаш? Кога? Блиска иднина, Најблиска што постоја. значи би се преселил скроз Македонија. Јас сум овде физички. Јас овде духовно никогаш не сум бил. Физички сум овде јас. Џабе, фигура гледаш. Сакаш во Ресен, да си одиш во Не родниот во крај. Ресен, кај било да е. Јас сакам, види, Кај сакаш во Македонија да живееш? кај сакам Македонија да живеам. Мгм. Некаде ти кажем право, кај што не има град блиску, некаде подалеку настрана да си имам некоја виличка така модерна, со свет средено, а? И так мирен. Кој сакам да дојде? Ти. Неку кафана, помини, замени, гужва, ѓалот, што барат по селата? Нема таму што да предбелат, ќе да предбеля во градот, кај што има гужва. Че сакаш мирен, скромен живот, релаксиран, Па, ништо што ми треба повеќе. било каде низ Македонија, Нема врска. Ако некоја планина нека сум. нека е Ичте. планина. И А најубаво е до вода да си. Да. Оливер Драгоевич, например, кој ќе слушам, јас не гледам асфалт, јас гледам море. Мене ми тоа, не знам, и можам да го слушам вечно. За секогаш. безвременски Оливер. Безвременски. Оливер, Многу ми е криво што во 5,5 сатот беше на вечерта, кога стигнавме на Јадранска магистрала, кај што се дели за Вела Лука и за Сплит. И застанавме тука. Ама морало со траек да одиш.
И сега да спиеме некаде до другиот ден, а тргнати сме таму, хотел имавме земено се, уствари баравме, баравме. Тоа е ненормална работа. Хрватска е најскапа земја на планетава. 320-340 евра за ноќ да спиеш. Не разбирам. Да. Што доручек, каков доручек? 2 јајца и леп маргарин. Јаболко гледам тука нешто кладено, Толку? нешто. Јаболка ресен, јас бегам од ти јаболка ми е. Андруш, од што бегаш, тоа очигледно ти доаѓа по тебе. Бегаш од јаболки по тебе, камиони по тебе, бегаш Проблеми од жени по по мене. тебе, проблеми по тебе. Значи, Ме дежурни кривац. Шо? можеби кога ќе престанеш да бегаш, Да седам да дојдат сите заедно на едно место, така? ева, Види. За све, ај ке почекам, најдете се што е, тоа што нај шејтан и ѓаоли што викат овие, елајте се сите ќе си седниме, ќе си направиме малку. Не. со кој се дружиш овде во Америка најмногу? Со Игор Соборче на Дунавка, Иван Самаров, посебно го поздравам, тој ми е исто како брат, многу ми е помогнато, немам коментар. Драган, другар ми што ми е во Лос Анџелес, тој брат ми и тој со сите се дружам. Со сите. Мислам сега не да се дружам така интензивно, мислам со кој да се видам. Имам одресен две другарчина што се од истиот град, Ибраим и Бејче се викат, во исти град живеем, цел живот живееме ко браќа и со ними супер, све, нема проблем. А кога си одиш Македонија? Па, Кој ти е ужи круг? мене ми е Македонија, што сакам да си дружам, науме ракот, тоа е цвеќе и то невидено цвеќе. Праеска се слушнав, са бајлето слушнав со него сум претежно поќе, Емил брат ни, Даме, Данската Зоран, тие неколку души што се од тој многу голем круг што го имав некогаш, да речем. Пошто, за жал кај што си баш, тоа беше така, сега јас не можам да се врстам со Тоше Пораевски, ама Тоше Пораевски кој беше најпопуларен за граота, му измислуваа мобети дека е ваков, дека е таков, дека не знам што глупости. После умре, сите плачеа. Ми шо плачеш кога ќе умрам? Немаш потреба. На живот, ако не ме сакаш, што ќе ми дојдеш на смрт, таму ќе ми плачеш. Ќе ми донесеш вино, ќе ми туриш нешто пиво. Ај. Ич. Ништо, не идеш, тајме се спијам рад. Таму бар ми не грчам. Нема таму грчење. Проблемот со грчењето, Да. може и ќе го средиш. Некогаш, да, во блиска иднина. Уште за малце ќе кастрадиш. Не, да си жив и здрав. Пола век помина, Андрош. јас код 200 години, ми се чини да ти кажам, не е лесно. Што ти се промени после 2014, после славата? Да ти кажам право, едно што беше, јас ги разбирам луѓето, се сите работи, интересно му беше, најдобро ми беше во се, од тоа. Од цела таа ситуација, што ми каже од неколку болните што лежеле таму, му рекле, не ми треба мен лек, пошто ми го само тој да го гледам толку. Тука, тоа ми се наполна душата. Тоа ми е најголемо богатство. Друго ништо. Нема врска. Шут сега да речем да се фалам, тоа ми е глупо мене, нема врска. Луѓето ќе кажат дали чиниш, не чиниш. Те сакам, не те сакам, а најблиските ќе те неќат, нормално. Андрош, за себе ќе речеш дека си брлив, Да. страшно позитивен лик, Со сите нишани. весел, Нормално. енергичен, Да. Тоа малце се намали. ама добро сега. Ова... Така, комплет. Аха. Но, тие таквите луѓе најчесто, што се најгласни, најинтересни, најзабавни, се во душа некако најосамени. Оди или за тебе таа равенка? Не, јас не сум Најемотивне. Емотивен ли Андрош? Како не? Нормално чувство, како немаш чувство што сега џабе е тоа да џабе си жив. Ако немаш чувство што? Што е тоа? Имам, не знам што имам, брод, имам хеликоптер, не знам што имам. Но чувство немам никакво. Значи Тоа е си емотивец, глупости. си човек кој што... Па ми е жал да ти кажем право, ево ако сакаш ти кажем на случка за Скопје, во 3:30 са бајле го носам армоникаш од Миланка Царски дома. Етно село бевме горе на Водно, таму свиреше и го носам дома. И се враќам назад, го гледаме човек, без разлика дали е циган, дали е македонец, дали што сака да е. Го гледам копат во континерот. И застанам со колата, со светлата го гледам и почнав плачам. Беше многу жал.
Ние потрошивме таму, да речеме, 200-300 евра, пример. Човекот бара да јаде. Добро. Ела му викам легви в кола. И тобако тука беше 2. Точакот. Со точак беше пикни го и точакот во колата му викам. Назад. Не го зема никој. Како не го зема никој му викам? Не го зема никој, добро. Го зедов. Го однесу во тобако 2. За 50 евра му купив 10 сендвичи вакви, 10 такви, 10 сокој такви, 10 такви, се му купиш. Имаше и му дадов 500 денари плюс да му купи на децата чоколадо. Ми рече дека имал дечиња. Ево, ти му купиш чоколада на децата. Добро. Го вратив кај контейнерот. Точакот тука му беше. Се поздравивме, го гушнав. Мене не ме жал ми беше многу. Ми го украде телефонот. iPhone. Телефонот ми го украде. Сега, ќе дојде некој, значи види се, не му вервиш, поверењето е најголема, најскапа работа е. Не можеш ти, сега, то го градиш цел живот, го растои за секунда вака. Сега мене да ми дојде некој да ми побарат нешто, нема шанси сега, или вака ќе му дам жам од нешто, или ако сакам, а заради него, толку ме налюте што, не знам, многу нефер излезе, тоа многу проста, глупа работа. Телефонот ми го украде толку. Затоа е таму каде што е. Затоа Не знам. се соочува со тоа што се соочува, затоа што Што да кажем, не знам. постапките негови друго кажуваат. Но ете, лекција за тебе очигледно. Лекција, не знам што да ти кажем, да го земи се, да го однесиш, да му даеш се, и да така, или кај било, да работам јас некаде седат, газдава ме плаќат, ми дават, ме частит, и јас да го украдам. То не може. Нема смисла. Не во ред. Не. Тоа не е твоето, џабе. Некако ќе си ој тоа. Што се случи со тој телефон, не знам, јас со другиот телефон го уништив одма. Само ми е криво што има видео глупости за фрканци, седенки, све. Тоа ми е најногу. Документи некои и тоа е. И оде во со кукуруз. Андрош, сакаш и да помагаш многу, еве. Доказ за тоа дека помагаш. Си донирал голема сума на пари за изградба и за манастир? Така? Црква? Не знам, не секаде, за се што ќе ми речат, па бев во таму во едно село кај што беше за жал ова е подкаст, да го подсетам, Горан Чуруковски. Не знам. Почина и таму во црквата нешто, некој скали, не знам што правеа нешто. Прочитав јас, не ми побара мене некој. Му се јавив таму сами, тоа што беше, што можев, дадов. Така. Инаку за човекот кога што ете го спомена да му е лесна земјата, тој е твој пријател. Другар. Цел живот се познаваме, кој многу го живеевме. Беше водител на Преспа Колинг подкаст, кој што се емитува на Преспа Колинг каналот, мислам, каде што беше ти гостин. Да. И тоа се случи негде јануари, твоето гостување. И на Великден, после Великден, неделата се видовме последен пат кога одевме в црква, пред 12 сатот. 11:30, 11:30, така беше. Така. Го видов последно кај кабловска телевизија, со жена му беше, тука се поздравивме. Јас заминав за Гевгелија да се вратам Америка. 2-3 дена се видам таму. Лесна земја. Што да кажем? Имаше кампања и GoFundMe и за тебе, и за твојата операција, и ти помогнаа ли луѓето тебе? На сите луѓе фала му ше ми помогнаа. Тоа не беше моја идеја. Јас тоа не го побарав. Пак ќе сум човек и нема да кажам што се случи со тоа. Па нека му е честно тој што го направи тоа. И доброто, а лошото веќе тоа не му простило никогаш. Значи се собира пари се за собира тебе, пари, да, против твоја волја. Никогаш јас не сакав тоа да се напред, тој рече јас го правам ова зашто ти даваш на многу луѓе, вамо тамо, едно друго, и после на крајот излезе сасвим трето.
И парите што се собраа никогаш не ти бија дадени тебе? Ми даде дел. Дел. Поголем Другиот дел ми даде, другото не. Така. Значи, Да му еве кажем, уште да една знаат. неправда, Да. дека тие пари што се донирани... Само не се тие некои големи пари. Тоа е најголема глупост, беда. Тоа е сиромашна душа. Мене не сум јас дојден до тие пари. Со тоа си затворе многу врати. Многу луѓе го знаат него како шо. Па сега, како си постеле така как си легни. Но животот тоа е. Не можеш да го научиш некој со сила да му не знам повеќе. Не знам. Андрош, многу неправди. Па неправди, видите Многу кажем. нелуѓе. Многу е и трагедија е голема што овдека со многу наши што се познавамо таму и другари големи бевме и се и за жал ги збуна парата многу. Видоа малце пари, почне да се скока да тоа да имаме делено лепче заедно. Овде. Тоа е реалноста. И се ти имаш пари и тебе не те познам или ко те шиша или не знам како сега, знаеш. За жал, ние сме, пази сега, не е проблем што било да речеме ова е лошо или она е лошо. Сега е зло. Поќе лошо нема. Како ќе се извиниш кој направи зло? Кој се збороите? Кој е делото? Што ќе нам не џабе ти? Тоа нема враќање назад. Лошо кој ќе направи, извини, те молам да ми простиш. Значи сгрешив. Да, бе, да. Секој грешиме, никој не е светец, нема шан, далеку сме ни од тоа, само зло сега да умислиш некому, ето, не. Зошто ти да имаш окава куќа, ја живеам во шатор. Така ми е убаво мене, јас сакам во шатор да живеам и убаво ми е. Шо ти е гај јас ке живеам? И после ти си за него небитен или како било, не знам, така некој безвезна работа. Многу се смена луѓето. Да. А некој остана истите. Јас нема се сменам, не знам зашо. Не да имам многу пари, не знам што да имам јас. Јас сум пак исто. Тоа е моја, како да кажам, нешто што се гордеам на тоа. Така. Што се сменам сега, ако имам јас, не знам сега како да кажам. Тие суми, муми, глупости не ме интересират многу. Нормално, на секој ни треба да преживееме, да си купиме, да... се нека имат сите. Зошто да имам јас се, ти да немаш ништо, тоа не е тоа никако, не знам. И не сте наситни. Ако се 2 милиони, 4, ако се 4-8, и после кафе бар гробишта, и после немаш ништо. Кај ќе ги земиш? На кого му сошиле джепови или му донесле зградата во дупката таму, кај и толку е. Чао, пријатно. Кажи ми каде се си шетал? Каде се си бил низ Европа, низ Америка? Секаде. Каде си бил на одмор? Каде си полниш батерии? Немам оденок само кај мојот другар во Париз. Во Париз имам оден народом, кај него нема оден, Славчо и Татјана. И нив да ги поздравам. Таму немам одено, стопати и се договаравме баш еднаш да го изненадиме нешто во она, ама нешто испадна трето, пето и небитно. И мене по Македонија да речеме ми се во Србија има убави места, Хрватска нема кај што секоја држава си има своје и овдека има убави места. Ама закони не смеш ова. Одам на рестерија, на нешто за одмор, скарана местена, ама не смеш да пиеш алкохол. Ми зашо ми е скарана тука? Да јадеш само, да јадеш, толку. Ај, ај сега. Шо да јадам, ќе си купам, ќе јадам неки... Ту и што сега? Ќе се лажиме сега дека, не знам... А тоа на плажите тука дека нема... Не смеш, не смеш алкохол? Четат со тие... Не смеш. Не смеш, да. Па тие ги кладат во овие за кафе, иначе се ово. Па после почни да се шанта тука, да? И ето, ќе дојд. Ќе фати. Со Крисмас лајчо ги вика тие. И ќе дојд тука и... Да, инаку... Пијан си во публика. Кај да сум пијан, бе? Во изба да си кај да одам да сум пијан. А ова глупости се. Вакви закони. Еј, не знам. Не. Значи... Каде? Овде си одам во Стефан, во Скадарлија, си одам така тие. Не сакам јас дискам, иска кафичи. Сакаш да пееш? Па, ако има некојаш нешто, се има случајно и тоа.
Те имаат викнато, да речеме, на... Не сакав. Не сакаш да настапуваш. Ми вика во Австралија додам исто така. На Во турнеја? Шведска бевме. Мгм. Ама тие во Австралија мислат, како ти кажам, то бате. Јас му кажувам, ако дојдам таму, треба да не работам. Колку пари викат, тона, колку концерти, колку ова, толку, па толку, па толку. Салите ди платамо во она, не знам што, па добро и сега јас кај сум. Мене ќе ми купиш чунга-лунга мастика или базока и ќе ме забава се мене, ало. Не. Какви се пораки ти стигаат, Андруш? Какви се поддршка имаш за видеата што ги снимаш? И пораки, Што пееш, што така, ги забавуваш сите? па има многу позитивни, претежно се позитивни, се супер беше. Јас се со тоа не се замарам, тоа беше одавна. Ама и се оди звезд песната, ми пиша еден лик, многу си досаден со таа песна, не знам што. А заобиđи ме. Мислам, Не ме гледај. ама јас турски серии не гледам. Значи, Го менувам каналот, си пуштам животни нешто, Animal Planet нешто. Точно. Национална географија. Шо ме гледаш мене ако не ме сакаш? Смени си канал. снимаш уште? Пееш уште во камион? Не? Не. Зошто не? Па немам се почнато да почнем да видиме како ќе. Хајде, нов Зависно. репертоар. Зависно. Да се гласот надоградува, да се пее. И имам сега сакам една друга песна да ја направам таа, многу јака песна е таа. Ќе Каква видам. песна? Добра песна една. Ќе ја снимиш во Македонија? Не, Или така ќе се тука во снимам. камион да си ја Во студиото мое, во студиото, да. Во студиото мое. Андруш Продакшн. Да. Добро. Тоа е тоа. Значи планираш да се вратиш на распеаниот камионџија? Не, то само Edition. иди. То само иди, знаеш, ама не, како да кажам, после ова не ми е се исто, знаеш, некако ми е После собраќајката? да, многу, се смена, не е ништо исто паќе. Тоа е други живот сега, џабе. Тоа е. За жал. Среќен ли си сега? Па не можеш пола човек како ќе си среќен, џабе. Среќен, јас. Среќен сум, фала му на Господ, што сум жив, што здрав. и секој ден е поклон од Господ. Така. Толку. Нема тука шо. Имам ова, имам она, тоа е глупост. Ќе ми ја запееш ли оди звездо рефренот? Да ја запеам. Да. Рефренот. Кој беше рефренот, сега чекај. Можеш и да ја пуштиш на... Не, оди звездо. То ти е како баш таа песна. Па не можем да кажам сега тоа ти шо како баш на првиот подкаст кажав, за жал ме блокира особата. Не сум смел да кој ми дал право да споменам. Јас ништо лошо не реков. Јас кажав само дека иницијатор беше, да речеме, ти, за песната ме тераше да направам таа песна. И ето таа песна некако. Добро. А пред тоа има феси ше... Чека, зборуваш за личноста која што ти кажала да ја снимаш песната? Да, ми викаше ова песна, ова песна, ова песна, ова песна и... И сега таа личност те блокира? Да, ме блокира кој сум бил јас да сум спомнел неа. А се знаеме цел живот. Добро. Срекна нова година, одмah. Не е важно Во тоа. мај срекна нова година, да. Не мислев нешто наум да нема ти кажано за песната. Знам дека со наум Не. сте едното. Јас на наум тогаш уште истиот ден, ко видов ја, мене ми звонеше на другарка од Ресен. Абе ти рече, гледаш што се, телефонот блокираше, не можев да звонам. Милиарди пораки, повици, што немаше. Ајде да ја слушнеме. И сега ми вика, ти знаеш ли што се случи? Што му викам? Абе види викат на таква на Facebook. Јас се рада клав на камионот мене. Не знам кај се наоѓам. Ти отидоа и звездите. И звезди, и комети, и сонци, се избега и месечина. Ова ми вика, гледај кај што има на Facebook. А мене церадата ми лета во таа Дакота бев, ја бркав церадата дженем. И таму ќе провери, што проверам, викам, кога га гледам. И тогаш му се јавив на наум, му викам, брат, ќе ти украдам песна. Укради ја, бе, викам. Абе, озбилно му викам, ќе ти украдам. Абе, кради што сакаш прави, ми викам. Пеј. Терај. И така, са наум, сите, Зуја, мама си вика мајка му, Стефан, Дона,
супер сите. Мислам, немам... Не, таа песна те одбележа, таа песна ти е заштитен знак. Таа песна е Андрош, оди звездо. Оди Така звездо, оди тоа едно. сенко моја, оди негде згасни. И гледа за малци ке згасне. Никако, никако. Пушти стимул. Сенко моја, оди негде згасни, скри се негде звездо моја, оди таму заспи. Тоа е. Нау. Главен. Природен бас во гласот. Да. Нау, грлото не му мрда да наум овдека ништо, нема шанса да осетиш. Јас го имам мерено со потенциометар, со се, нема шанси. Иста крвна група сте со Наума, Па, сме, нели? да. Така многу блиски со енергија ве гледам, ве осеќам. Порано бевме, ама порано бевме појќе, се малце сме смирени. Порано бевме појќе. Порано беше, не знам. Dream Team. Абе, кој Dream Team, тоа не знам никако да го наречам, не знам. Немаше ден да не излезиме, да не прошетаме кафани. Кашо Наум се знаеме ние цел живот. Јас го знам Наум уште мислам лично го знам од тогаш, од 95-6 година, како беше? Не, 92 во Велчево Меанчево Скопје. Таму се видовме, се запознавме таму во она, ама тоа беше така. Не бевме нешто, после дојде во Америка. Беше тука, во Недоџија, дојде тука, па заедно во колата се возиме лево, десно, едно друго се дружиме. И така се дружиме од тогаш. Имаше на многу интересна работа, и ова се да кажам. Јас требаше да си бегам на 25 во Македонија. Или 26 декември. И Наум беше дојден. И дојде во Чикаго. И сега, за да не треба да возиме такси, макси, глупости, тој мотел чуе спроти Скадарлија, се зевавме соба таму. И ојдовме во Скадарлија на вечерта уште, а тогаш работеше жупа. Во жупа ојдовме, едно вино има вакво, една чаша таква, и едно сокче такво, и пиво можда се различно, две исти нема ништо. Од таму Скадарлије. Инаку само да објасниме, овие кафани за кои што зборува Андрош се наоѓаат во околината на Чикаго. Да. И ојдовме во Скадарлије, кај Ненад. И Ненад беше таму. Музики ваму таму. Трајче беше таму менаџер тогаш, Трајче. Не знам како се презива. Трајче, мислам дека од Кочани. Многу фино човече. Многу добар човек. Многу културен, да. Супер. Тој беше менаџер. И Ненад му рече на Трајче, за овие двајца, шо сакат, колку сакат и до кога сакат. Добро. Првата вечер имаше музика вамо таму, сајавме доке 3-4, си ојдовме. 10 за бајле се будиме, речеме 9, 11, небитно. Пакојме таму. Чорба, морба, едно друго. Ке пивниме по едно, не ке пивниме небе, сега после сами си се мамиме, сега ти, она. Јомте рано е за пиење. Ко секој па, ај на едно кафе ќе име, тоа е најголемата лага што постоја. Кафето? Ај на кафе ќе, какво кафе бе, кој ти, тоа не го регистрираат никој кафе. Па после сакаш уште едно? Не, Какво кафе? Кој сакаш едно? Донеси кило за кило, тока и не кафе. Не, 3 пиев, знаеш како. И, сејме. 1 ден, 2 дена, 3 дена, 4, 5 дена. Вие не сте излегли од Таму кафаната? се, ама не, види, ние сакаме платиме, не ни зема пари никако. Не за парите. Вие уживате таму, убаво вие. Ај, да ти се случи тоа во Америка, да те оста да си сеишки до милиарда сатот, не зафркавај. Не зафркај. Така во Лос Анџелес се запознат со едно другарче. Шанкист беше таму и така се заимавме и останавме до сабајле, до 5 сатот. Во тој кафичо одевме. После една вечер друга го зев дома. Пијан.
Се, ела му викам кај мене. И одовме. Му викам, ракија пиеш? Муншајн реков, да. А тој што најде се напи. Значи, јас не ги разбирам овие. Ова стока овде. Сега пијат вино, после пијат водка, после пијат пиво, после пијат джели, мели тие. Се што ќе најдат пијат. И му викам сега, ракијата напре, му дадов, на таа бившата невеста му викам, напред на салата уба, а тој дојде со една женска. Тамо некоја, не знам појма не. И седнавме, ракија му турвам по една, ова му викам, не го пие на екс. Ти шац. Каков шац, бе? Клиничка смрт ке добиеш хитно. Мајне ракијата, и од што беше, она почна црвен да се прето. О, ве, многу убаво, аму таа уште една. Абе, не се пиете. Живај. Втората стегна и трета му. Стана, ова за тебе рече, живели, го гледам јас, а и јас бев пијан. Не бев пијан, ама си имав напијано доста. Мајне таа третата ракија и падна вака. И то на... Јас се отрезнав за стотинка. Не знам што да правам. Вода турвим, ваму, таму. Та женската да ме го фати, да го, не знам, та падна преку него, тук. Леле. Си викам, човеков го викаш на пијачка, ке треба да одговара за убиство. И значи, не знам јас, не знам како тоа е. За убиство? И како заврши? Што го заврши? Седи болничката, молчи, не требаше да викнеме. Стана, не знам, очите почна и преврти, ваму, таму. Го извев надвор со цревото, го прскав. Што да му правам? Ами, доматна ракија, домашна мајне и се парализира, не знаеше ни кај, ни шо е, ни зошто е, од 3 раки. Останавте другари? Да, после тоа. Значи... И му викам сега, ке пиеш пак таква. Ја вика, зашо да не? Тој не знае што се случи. Тие кути немат кој јас. Нема, не. Тие немат кути. Празно е. Тие се кути џавен. А со наум како заврши А? неделата? Сега слушај ова. Ајде. Аха е многу јако. Пиеме, ајме, затворат кафаната, си работат све. Ние си семене на маса. И што му текне на наум, тоа беше на Божик. 26 си да. Ова која година се случува? 2016-та, 17-та негде? Ти кажем право. Тие години. 18-та беше, не знам, морам да проверам. А трајче, цело време сети, капаците му падват. Бате им треба нешто друго, што да треба друго. Масата, да и викниш цела улица, не може да изгледат. Ама што ќе правиме, море луѓе, донеси. Не на тука, донеси, мајка. И викам, сега денот пред да бегам. Петтиот ден. Ивкова, каква Ивкова дина ја заебавме. Крај, готово. И, петтиот ден му викам, трајче, се беше убаво, а тој веќе готово, му се спие човекот, срцето, душата му плаче. Трајче му викам, се беше убаво, има еден проблем. Скокна, кажи бате, келнер, одма вика таму, дојди тука, вамо таму. Не бе се, седи му вика мај. Да кажи што молим те во она. Абе седи му викам, се како било, нема врска. Седи цеков, нервозен сум јас. Тој не знае што е работата, а не знае дека ќе си одам јас, Македонија. Со Наум заедно си одите? Не, Наум остана на турнејата, јас си одов и одов директно кај Наум во кафаната, од аеродром, со се купфери таму. Да продолжиш, аха. И Трајче ми запна, кажи, молим те, да не фалит нешто, да не дребит на бе, не треба што да, да има себе, брат му. Не, ама, екси креков нешто. Шо? И му викам утре од Македонија, стана, фала ти Господе, рече, фала ти Господе, јас да поспијам, рече, не, заборев, рече, кога легнав последно. 5 дена, така. Абе, плачев од смење. Значи 5 дена дома одање никако. Какви до? Тука во хотелот. Тука?
Ој древни малце, што викат кавадарчајн завлечи, пак излези, пак тука, тоа е. Оди по 30 А малце. на науму текна тоаш морска храна кај имат. Викам божик, денеска ништо не работа, да видам реков, да барам на ова, на телефонот не може да најдам. Се е затворено. Се е клучот. Да. Реков некој бифе барем да најдам нешто, немаше никаде. И му се јавувам на Трајче. Трајче, морска храна има? Како нема, вика, се има. Еве. И Ние сме тие. којдовне морска храна и океанска донесо и речна и не знам каква, се. И морско прасе и регуларно прасе. се. Посно прасе Адидас 500 кец донесо. Е да. така. И- Се. Шо. А иначе за Македонија, исто го поздравам Блаже Острово, ресторан Острово, да. Ко тој ден, не, џабе се и пари да имаш, да го платиш, што не можеш, ништо во светов не можеш, тоа беше нешто, не, немам опис, џабе. Тоа морам да ви кажам приватно, тоа има таму. Да, не. Не, ништо немаше безобразлук некој. Сакам да кажам, не, многу е, тоа страшно беше нешто, не знам, такво нешто, тој ден ќе памтам секојаш. И таму бевме таа желба последна што е на наум, тогаш е изве. Желба последна бевме тука. Ојдовме со мајка ми, таа имала сонето нешто на манастирот, 2 по $5 требало на Свети Наум. Ние имаме и таму во Ресен Свети Наум, ама ајде ме реков ќе прошетаме до таму. И кога видов ресторанот јас тука, а со Наум имаше промоција Наум во Скопје и останавме до 6, 7, не знам колку беше. Станавме кај 2-3 сата. Мама немаше чорба направено од пастрамка, икри, леле, не знам, тенџерето ќе го изедев, готово. И вика таа мајка излезиме, вика ќе пиеме по едно мохито во едно мексиканско, јас од мексиканско место бегам, ти мексиканско место. Какво мохито? Ама реков едно и готово, реков бегаме, готово бе едно рече. И тога се јаве Благојче, тогаш му се роде ќерка. И вака нам, ама нема, јас му викам готово, не, бегам јас. Овде неизбежно е. Кога се мора. Шо се мора, Шо се мора? Зато планина барам јас на телефон, не. Ти си само за планина Планина, да пешачиш по цел ден, да пешачиш. да шетиш. Да ма дам много време некој да пешачи малце да разработам. Добра е мотор некако ќе возиш по Шо? точак. Не, поќе нема. Не? Нема да возиш поише крај? Ето ми се уништи тоа што ми беше најубото нешто во живот. Тоа е други свет. Не можеш да се качиш? Не можам да се качам се, ама немам осет за менјачо тука не. И не. Не. И Страв ти е? па ми е Емоционално зашто кај нас ние немаме, кај нас во Македонија нема култура за мотори. А плаќаш регистрација исто поќе од кола плаќаш регистрација за 2-3 месеци ќе возиш. Сега Евгелие тие поќе нормално потопло е кај вас, поќе време може да го возиш, ама ваму кај нас тоа е Сибир. Што е со 5 чопери што ги прати од овде? Ги чувам за сувенири. Да. Ги продавам 3, кој сака да купи, ама овие сака да земат брод да платат за кајче, за весло. Ама се како не знам не како. Не може. Па не ги разбирам. Скапо му е 1800 кубици мотор, а Веспа купи 500 кубици за 2000 евра поскап од мојот, од чоперот. Математика, кај учеа, не знам. Тоа е чудо. Андрош, овде си ја видел цела Америка. Кај ти било најубаво? Кој град ти е најубав? Америка, како да ти кажам, секаде има места убави што се. Мене во Лос Анџелес, например, ми најубаво заради температурата. И то таму цело да го прошеташ кецота, Pacific Coast Highway се вика тоа. Преубави места има. Ханингтон Бич ми е многу убаво. Најубаво ми е таму. Во Тексас исто. И таму ми е убаво. Каде во Тексас? Па и во Далас, и во Хјустон има интересно, само многу има да овие што се како да ги речам сега, кој не се нешко ќе затвориш очите, не се гледат ништо. Еко микрофонот овие што се. Добро. Такви многу има и ти работи, ама и некои места се она.
Мизури исто има убои таму. Така по некако луѓето се од другиве од места што се пофер така некако. Значи, не знам, измешана држава 170 и колку се и 2-3 нации, не знам што, ама сите законот важи, некој кај нас. Сите почитуваат. Тоа е... Нема тука. Сега кај нас направа такви огромни казни со плата никаква, не знам, и сега, ако те фателе пијанки те земат колата, како бе ќе ме земеш колата? Како може да ме земеш колата? Може да ме казниш, може да ме забраниш да возам, може затвор да ме клаеш. Колата ми ја земиш, бе. Ова, не знам јас. Не ти се допаѓа тоа. Не разбирам, стварно не ми е логично, не знам. Са ти бериш за кола 20 години пари да речеме си купиш некоја кола, што си се напил, так, чао. Ништо. Тоа е. Андруш, ќе привршуваме? Нема грешка како сакаш јас. Не сум на училиште денеска, така да нема проблем шо. Друго нешто? Што ме интересира? Што не ми кажа? Што не ти кажав? Да. Се ми кажа? Се си прашав? Немам украдено ништо, тоа не ти кажа. Не знам да крадам. Добро. Имам едно чоколадо украдено кога дете. Ама не ми го најдоа во стоковната куќа во Рес. Тоа не се важи. Ама сите што викат како да чајни сите чотеци ги изеди. Строги ли беа твоите родители кон тебе? Мајка ми. Те воспитуваа строго? Мајка ми беше Јосип Броз Хитлер. О. Татко ми беше добар. Татко ми ќе ми пулеше очи, така и никој. Татко ми 2 пати во животот ми има шамар удрено, толку. А со неа се каравме нон-стоп. Денес како е работата? Не се живе кој лошо кој бетер. Омекна ли? Па добро, тие се сега постари. Татко ми уште супер, мислам, тој си е народен човек. Од најмало до најстаро го сака сите работи се. Таа е поинак, таа турски филм е, гледати депресија и тоа е без веза е тоа. Аха. Ке те убијам, ке те заколам. Шука, кој ги пушта? Никако ни тоа се. Театарче лево пеше, хихириху имаше. Тоа. На YouTube, што сакаш да пуштиш да се насмеш, македонски приказни. Да. Кој што му рече Сашко Коцев кога емитираше овој ѓаолите кога емитираше. Рече овие рече се разбудија многу не, да оделе покасно на работа. Па ако се разбудат викат порано бе, кој знае уште колку глупости ќе направат. И кога ќе таму викат се, ако се соберат во владата се демек тие кога ќе одат. И не може ми текви на него. Кажете какви глупости направиме денеска, а? Кашо што глупости се направили денеска? Кој појќе деме, кој она. И тоа е. Абе, тоа е. За жал, друго, да ја поздравам исто така. Цел свет во глобала се, ама отеше во мојот рај, што немаше ден да не одам. Едноставно зависем од тоа место. Макар и да не работам, јас морам да одам. Морам. Не можам. Колата и так да видам местото и толку. Да подишиш малце. Нема поубав воздух во светот. Воздухот. Кога ќе ојдете Македонија, оди спие на вечер во Леквиу во преспавка што е. Ама да ми кажеш кога, ќе му се јавам јас, ќе му кажам таму што како, ќе видиш што е рајот. И спие Гевгелија 20 дена, и оди Скопје спие една недела, да видиш што е разлика. Јас и така сум Гевгелија, така што Черти камен има Гевгелија сега таму. Друга ќе почне клима. таму да жежи таму. Жешко е. Леле колку е жешко. За мене знаеш кои се народни херои? Тие од Гевгелија, од Богданци од таму. Значи, Не фала. се Гоце Делчев, тие питогули, да издржиш ти 60 степени, она нешто, не знам јас. Леле многу е жешко. Без 3 клими по дома не се кој три? функционира. Умрените во гробовите се вртат тие. Она нешто јас не знам што е. Ова топло не знам. Абе, какво е? Топло, жешко. Нема да понижа. Абе, пеколот е по такво. Изгледа, пеколот е потопо. Не, поладен. Поладен од Гевгелија изгледа. Многу е топло. Ми текна еден виц сега. Аха. Да ти кажам. Ајде. Дошол Свети Петар на некој да му зема душата. И му викат, со тебе, толку. Добро. Кај сакаш да те носам, викат, во рајот или во пеколот? Ами, ајде, на двете места да проверам, викат, може.
Можеби, кај сакаш прво? Во рајот. Во рајот. Тој мирно, тивко, јадење, пиење, мирис убав, се е супер. Лепота. Ајде да видиме, вика, таму како е, на другото место. И ода таму, диско. Пијачки, дроги, жени, не знам шо. Му рекол овој Чајков, Свети Петре, јас ќе останам овде, вика. Позабавно ми е, не дека нечи во рајот, ама таму тивко мирно е, викат. Јас мислам дека овде ке поубо. Тука припаѓам. Аха, припаѓат. И цела вечер локал, се направил джам, се бајлите се будит во котел. Го варат, го крчкат по полека. Тој и со рогоите. Абе, шо е ова, викат? Не беше вчера вака, викат? Вчера беше, кај се музики, кај се... Вчера бе изборите, рече. Тоа ти исто особие. Вчера бе изборите. Значи, ние ќе вработаме, ние ќе направиме вака, другиот ден ето знае дете познам кој си. Те знам, те познавам. Си направивме супер моабет, урнебесно беше со тебе, затоа што си и таков лик, и појава, и дело. Не знам па ќе решил сум. Ми беше драго што беше во моје друштво, се надевам и јас во твое. Другиот пат земи си појќе салфетки, пошто многу солзи истекоја. Еве ги. Многу солзи истекоја. Се наплакавме, се насмеавме. Се. Од се по нешто. Андруш, за крај совет со сите Совет. кои што те гледаат. Живеете убаво, сите не се карајте, тоа е совет, совет. Краток е животов. Се е џабе. Вака ќе, така ќе, никако нема да е. Убаво си помина ти? Како, На каде? подкастот? Овде? Да, ти беше Многу пријатно. коматно би е, сега ќе легна малце поспијам, ти кажам право, да видиш што е... Да си погрчиш, Да, а? во квалитетно. Не, сега не сум толку уморен. Спиев Так. некој сат, добро е. Добар си. Да. Ке ти посакам се најдобро, да ми оставиш такав ведар, весел, урнебесен и позитивен, Со сите нишани. со сите нишани, Да. и се гледаме на некоја седенка. Важи, Нели? кога сакате, нема проблем. Ако ве пуштат од дома, мислам, овие дечината, иначе... Може. А, добро. Сите, да. Чиме така, нема проблем. Готово. За добра друштва пуштаат. Кажат, Да? нема проблем, да. Ми добро, готово, нема проблем. Да се знае. Кој? Видиш, значи е квалитет за животот, не е тоа. Како? Нормално, што да пиете ми? Шируп? Што? Ме боли рамото, окото, нешто? А? Каква песна? Да. За тоа подоцна. Андруш, ти благодарам уште еднаш. Драго и мило ми е што те видов. Исто И и се јас. гледаме повторно. Извинете што не може да дојдам побрзо, ма. Битно дојде. Дојдов, кузне како да видите. Драги мои, се надевам дека уживавте во овој подкаст. Мене ми беше урнебесно. Ваков подкаст до сега нит сум снимала, нит ке снимам. Ваков лик и дело како Андруш нит дошол, нит ке дојде. Чека ти уште еден ваков, не ке можеш да спиеш. Ке се врчиш во сонот ностоп, ке се смееш. Не знам како да речам, кузнет. Гледајте го подкастов, смејте Ако ви се, се бендис, уживајте. ако не ви се бендис, смејте го каналот. Јас ќе дадам Андруш да одјави, да го одјавиш подкастов. Од мене толку. Следен гостин, следна среда. Чао. Повели. Фала што ме праша, сите прашања се гледаме по рекламите, пријатно.